Почитувани, во неделното интервју на Радио Слободна Европа гостува министерот за јавна администрација Горан Минчев. Господин Минчев се најавуваше намалување на администрацијата, но дали ќе биде тоа и кога би можеле да очекуваме такво нешто? Реформите во јавната администрација сепак треба да бидат предмет на една сеопфатна анализа. Јас многу пати досега имам кажано дека јавната администрација представува столб на една нација, столб на една држава, но најважно од се е јавната администрација да биде квалитетна, добро едуцирана и системски поставена. Затоа што ако тој контекст го немаме, ако немаме изграден систем, практично јавната администрација како столб на една држава значи и непостоење на една држава. Реформите во јавната администрација се започнати. Ние влеговме во еден процес на практично дебата за едни закони, меѓутоа тој процес сепак треба да биде солиден, треба да биде сеопфатен, во кој што треба да бидат вклучени сите институции кои што ги засека, и јас се надевам дека во многу брз период ќе следат силни реформски процеси кои што ќе бидат практично директно презентирани во јавноста. Во однос на намалувањата, дали знам бара дополнителен заменик директор на царина? Морам да кажам дека тоа е една шпекулација, тоа е информација која што произлезе од медиумите. Колку што сум запознат, заменичкото место е побарано од самата царинска управа поради зголемен обем на работа. Во собраниската иницијатива подпишани се повеќе групи на пратеници, што значи од различни партии, но сепак крајното решение за заменик директор ќе биде врз база на услови, на критериуми, на квалификации согласно постоечките закони. Познато е дека кога доаѓаат партиите на власт, поставуваат нови вработувања, партиски вработувања, како ќе се задоволат и партиските апетити, но и да добиеме ефикасна администрација? Многу едноставен одговорот на тоа прашање. Не треба да се задоволуваат партиските апетити, затоа што мора да постои политичка волја за да имаме квалитетна администрација. Политичка волја во оваа влада постои, силна мотивација постои, останува да процесот кој што следи го спроведеме така како што треба, базиран на соодветни решенија кои што ги задоволат потребите и на граѓаните, но исто така мораме да напоменеме дека мора да се задоволат и потребите на јавната администрација. Дали ќе се укине балансерот, бидејќи велите дека има злоупотреби? Видете, моменталното решение во Законот за вработени во јавниот сектор пропишува дека балансерот е алатка со која што треба да се внимава на застапеноста на етничките заедници, но тоа се однесува исклучиво на населението кое што живее на територија на Република Македонија, односно резидентното население. Ние како Министерство за јавна администрација исклучиво го почитуваме законот и применуваме формулација или пак методологија, како сакате кажете го тоа, пресметка, согласно последниот попис од 2021 година. Тоа значи почитување на закон. Таа пракса е почната, се спроведува како метод, и јас ви уверувам дека како министер, додека сум јас министер, се разбира, таа формула ќе биде почитувана. Значи, ќе има укинување или? Во овој момент тоа не можеме да го шпекулираме, иако скрининг извештајот од Европската унија за 2023 година класифицира еден податок во кој што се вели дека намената на балансерот за која што е создаден практично не се исполнува, односно дека балансерот се злоупотребува. Јас и досега кажав дека во минатото балансерот бил предмет на злоупотреба, односно имаме случаеви каде што македонци се пишувале албанци, албанци се пишувале македонци, припадници на други етнички заедници се пишувале македонци и албанци, што значи балансерот практично веќе ја губи својата намена за што е создаден.
Во овој момент се применува законското решение, се додека нема друго законско решение, на сила останува примената на балансерот согласно Законот за вработени во јавниот сектор. Но тоа не значи дека нема да биде предмет на расправа за евентуално укинување на таа алатка балансер. Се договоривте ли со вреди за балансерот, бидејќи знам повеќе пати го критикуваше председателот на собранието Африм Гаши, но во собрание не гласаше за интерпелацијата. Дали тоа беше чист популизам или ве убеди дека критиките ви се неосновани? Видете, значи договор околу спроведување на закон нема, ниту може да има. Јас како министер неколку пати досега кажав дека ќе го спроведувам законот и во врска со тоа договор со било која политичка партија, не исклучиво само со вреди, нема договор. Значи законите мора да се почитуваат. Замислете што би значило во една држава кога министрите кои што се задолжени да ги пратат и спроведуваат законите, не ги почитуваат законите. Што се однесува до интерпелацијата на господинот Гаши, нашиот подпредседател на партијата, господинот Тарсовски, го искажа ставот на партијата. Ние сметаме дека интерпелацијата на Гаши е неуспешен обид на опозицијата да создаде една нестабилност во постоечката владина коалиција, но исто така тоа е и момент каде што практично се промовира една нова коалиција, тоа е коалицијата на СДСМ и Левица. Во однос на реформите во јавната администрација беа повлечени неколку закони од собрание и рековте дека ќе се отвора дебата за нови поквалитетни закони. Што ќе се промени со донесувањето на овие нови закони? Да, точно е тоа. Ние како јавна администрација повлековме 3 клучни според нас системски закони од собраниска процедура и тоа ги повлековме врз база на два основи. Првиот основ е бидејќи старото Министерство за информатичко општество и администрација престана да постои, создаден е нов правен субјект, а тоа е Министерството за јавна администрација и Министерството за дигитална трансформација. Ние како носители на тој закон ги повлековме, бидејќи мора да има нов правен субјект кој што е носител на тие закони, ги повлековме од собраниска процедура, но не е само таа основа. Суштината е што сакаме да го подобриме квалитетот на овие закони, да ја подобриме содржината на овие закони, но исто така да го смениме и самиот процес на донесување на овие закони, а тоа е следното. Се работи за 3 клучни системски закони, тоа е предлог законот за вработени во јавниот сектор, предлог законот за административните службеници и еден предлог закон со кој што практично за прв пат во историјата на Република Северна Македонија се создава една академија која што ќе служи за обука и едукација на јавниот сектор, на јавната администрација и така натаму. Тоа е првата фаза, отворивме и втора фаза, бидејќи морам да напоменам дека владата потпише еден меморандум пред 15 на дена со единиците на локалната самоуправа, одржана една дебата во ЗЕЛС, се очекува уште една регионална дебата во која што ќе бидат вклучени уште 20 на општини и сето тоа на крај да заврши во една собраниска дебата во која што инсистираме повторно да бидат вклучени сите засегнати страни и исто така да биде вклучена и опозицијата. Ние сметаме дека овој еден транспарентен, јавен, отворен процес во кој што ќе можеме да ги даеме, да ги слушнеме сите мислења од сите засегнати страни е добре дојден. Ние имаме своји теми кои што ги отворивме на овие дебати, имаме своји ставови, но сепак содржината на овие закони ќе биде позната за јавноста по завршувањето на оваа дебата. Добро, ќе се донесат закони, но ќе добиеме ли реформа за администрацијата, да добиеме администрација што нема да ги фрустрира граѓаните во однос на услуги кои ќе бидат квалитетни? Токму тоа е и целта на овие закони. Јас кажав дека овие закони нема да се носат на брзина. Овие закони мора да најдат вистинска примена во општеството. Овие закони мора да бидат високо квалитетни. Овие закони мора да пружат брза услуга на граѓаните. Овие закони мора да го зголемат степенот на задоволство кај граѓаните, но исто така мора да се зголеми и
степенот на задоволство и кај вработените во јавниот сектор. Добро, колку брзината на таа реформа, сметате вие додека сте министер дека ќе добиеме поквалитетни услуги во институциите? Да, јас сметам, силно се залагаме ние како министерство во овој процес да се одвива брзо, но внимателни сме. Овие закони, според нашиот роковник на министерството, треба да завршат, односно дебатата за овие закони, некаде до крајот на октомври и до крајот на годината, мислам дека ќе бидат вратени во собраниска процедура. Каква е вашата оценка за администрацијата сега? Таа е превработена и неефикасна или неефикасна поради несоодветен кадар? Тоа е малку контрадикторна позиција. Например, вие имате институции во државата каде што бројот на вработени е преголем, но сепак може би 30 до 40% вистински ги исполнуваат своите работни задачи. Тоа е пред се резултат на досегашното партиско вработување, не велам од минатата влада, велам во изминатите 30 години. Мислам дека ние како општество сме созреани да направиме еден стабилен систем и мораме да почнеме од некаде. Ако ќе ми дозволите да ви кажам неколку примери кои што иницираат вакви сериозни анализи, сериозни промени. Например, Агенцијата за администрација, која што е задолжена да продуцира и да биде практично двигател на знаењето на вработените во јавниот сектор или во јавната администрација, се соочува со еден непобитен факт дека тестовите кои што треба да го гарантираат знаењето на идните вработени во јавната администрација ги има на Facebook. Тоа е пример број 1. Пример број 2. Во извештајот на Заводот за ревизија, за Агенцијата за администрација, има индици дека некои од вработените се вклучени во откривање на содржината на самите тестови. Тоа е обратен процес, наместо да продуцираме кадри кои што ќе бидат квалитетни знаења, ние продуцираме кадри кои што на ваков начин се стекнуваат со можноста за вработување. Тоа мора да престане. Или имаме неколку други примери. Нелогично е да имаме, да кажеме, инспекторати или пак некои институции кои што имаат од 10 до 15 вработени, а имаат управни одбори од 7 членови, кои што патем взимаат некаде меѓу 2 и 2.500 евра, или пак прават годишен трошок во буџетот од околу 250.000 евра, а имаат седница еднаш во годината. Такви институции и органи во државата има многу. Затоа е битно да најдеме еден добар баланс, да имаме реалната ситуација, велам, созреани сме да направиме еден голем исчекор во смисла на сериозни реформи кои што ни престојат во јавната администрација. Во оваа насока, дели, во предизборна кампања, ВМРО ДПМН најавуваше 10% намалување, значи бројноста на јавната администрација е, според Министерството поранешно за информатичко општество и администрација, дека во јавниот сектор има 130.000 вработени, плюс тие со договор на дело околу 160.000 вработени. Ако се намалува 10%, тоа се 16.000 луѓе треба да се намали јавната администрација. Ќе направите ли нешто околу ова или тоа е комплициран процес? Тоа е комплициран процес, но е предмет на анализа. Ние со превземањето на власта затегнавме многу вработени лица кои што практично не доаѓале на работа, но пумпале средства од буџетот на Република Северна Македонија. Еве како пример, можем да кажем во Министерството за јавна администрација и за дигитална трансформација, при самото превземање на министерствата или пак создавањето на двете министерства, се соочивме со еден факт. Значи, имаше 16 вработени за кои што никој не знае дека се вработени во министерствата. Тоа значи дека имала превработеноста во јавната администрација е факт, но мора да има добар модел во која што нема да се соочиме со незадоволство кај вработените. Тоа е процес кој што не може да се реши преку ноќ, туку мора, како што напоменав, да се реши системски.
Постојат повеќе модели кои што може да се применуваат, до сега мислам дека е прерано без соодветна анализа во сите институции да говориме за бројот на проценти на намалување на администрацијата. Ако ме прашате за мојот став, јас сум за добро едуцирана, мала јавна администрација, која што ќе дава квалитетни услуги на граѓаните. Господин Минчев, ви благодарам за интервјуто. Ви благодарам и на вас за поканата. Почитувани го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.